Антонио Милошовски не ја узурпира говорницата. Ако некој узурпира овде говорница, тоа е Талат Џафери. Што е процедурално? Не е тука. Не може тука Талат Џафери да оценува кој координатор кога ќе побара процедурално. Тоа е слобода дадена со деловникот и тоа право треба да се почитува. Согласно член 88 од деловникот. И не може некој што ја узурпирал фотелјата председател на собрание да го крши членот 88 од деловникот. Второ, со ниеден мој потек не сум го нарушил достоинството на собранието, ниту ќе го нарушам. Но Талат Џафери го нарушува угледот на собранието, што од господинот Старова, Булнет, до денес, за 60 дена има повеќе пати повикано обезбедување од било кој досега кој што седел на таа фотелја. Вие може да викате обезбедување колку сакате, но нас не гласал народ, по деловникот имаме право и ние од тоа право нема да се откажеме. Кој го крши законот? Законот го крши тој што не го почитува членот 8а став 1 од изборниот законник. Тој што не ја почитува Државната комисија за спречување на корупција. Тој го крши законот. Ако не важи Државната комисија за спречување на корупција за Талат Џафери, зошто поднесува имотен лист до неа? Нека поднесе до неговата партија. Мислењата на таа комисија се задолжителни за сите. Процедуралното е толкова тоа, да не се крши изборниот законник. Да не се крши, да не се толкува произволно изборниот законник кој што е донесен со консензус. И, на крајот, сакам да кажам, дека следниот пат размислете добро пред да повикате обезбедување. Затоа што тоа не ви служи вас на чест, ниту ве прави полегален од нелегалноста што ја носите. Затоа почитувајте го деловникот, почитувајте ги пратениците. Имаат поголем легитимитет од вас. И вие треба овие пратеници да ги почитувате како избраници на народот. И во име на мојата пратеничка група, заради координација, барам 1 час пауза. Благодарам.